Почнете од почеток со Бони Сала. И кој сака да биде прв меѓу вас, нека ви биде слуга, како што човечкиот син не дојде да му служат, туку да служи и да ја даде својата душа за откуп на мнозина. Матеј, 20 глава, 27 и 28 стих. Дали забележа дека во врските како бракот, вистинското партнерство е обично попожелно од модерните подароци и добриот изглед? Експертите за врски посочуваат дека еден од најзначајните начини да се изрази љубов е да се забележува. Има многу неинтересна работа во бизнисот на живеењето и ставањето до знаење, дека ги гледаш нивните постапки, а тоа им го исполнува резервоарот за врски. Ако бараш начини да го поддржиш својот партнер и да ја зајакнеш вашата врска, или ако се мачиш, да побараш помош. Еве неколку идеи. Накусо забележи, планирај и комуницирај. Многу работа во рамките на домот е умствена работа. Забележувањето кога тоалетната хартија е при крај, спомнувањето да закажеш на доктор, планирањето јадење. Овие задачи носат тежина, бидејќи има последици ако не ги решиш навреме. Секој сценарио завршува со брзање, ако некој внимателно не се погрижи за него однапред. Но ништо од ова не е платена работа, па затоа понекогаш го отпишуваме како не работа. Дури и полошо, овој вид на ментален товар може да отпадне на една личност во врската и да помине незабележан од другиот. Ако сватиш дека не носиш никаква ментална работа во својот дом, почни да помагаш денес. Вредно забележувај ги невидливите задачи кои се прават околу тебе. Планирај однапред за да придонесеш за нивно завршување. Потоа пренеси дека си се погрижил за нешто, за да можеш да го подигнеш бремето од нечиј ум. Тоа е вистинска љубов. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.